СДСМ и ВМРО ДПМНЕ денес повторно пукаа едни на други преку пресконференции. Во само 2 месеци, откако ДПМНЕ и Тошковски го водат МВР, се случи свирепо убиство на младо момче, убиство и пресметки на криминални групи, убиство на доктор, опожарени возила во Прилеп. Во програмата за Европска иднина за новиот мандат предвидуваме серија мерки во образованието, мерки за младите, за учениците, за унапредување на ученичкиот стандард. Воведуваме бесплатен оброк за сите ученици во основните и средните училишта по примерот на студентскиот оброк. ВМРО од своја страна обвини за скандалозни тендери во Министерството за образование и наука. Фатени на дело, дуи и нивните слуги од СДС само подлабоко се закопуваат во дупката што ја ископаа во образованието. Прашуваме и зошто во овој нов незаконски тендер повторно се бара обезбедување на платформа за дигитални учебници за 4-то, 5-то, 6-то оделение и обука на наставен кадар за тие оделенија. Ако само пред неколку месеци за таа намена без конкуренција на фирмата Тримакс и беше доделен тендер од 800.000 евра. Дали е тоа можеби затоа што овој пат тендерот без конкуренција е наменет за друга фирма, односно фирмата Ars Studio, на која во изминативе 2 години од страна на Министерство за образование и наука и се доделени договори за превод во вредност од фантастични 6,5 милиони евра.